Историски успешно, вака премиерот Мицкоски го оцени учеството на македонската делегација на економскиот форум во Давос, нагласувајќи дека неговата улога таму била активна и суштинска. Мицкоски потенцираше дека на форумот учествувал на 3 различни панели со луѓе од врвот на светскиот бизнис. Кажа дека во Давос имал средби и со шефови на држави и влади, но не откри конкретно со кои. За тоа колку и кои економски проекти и инвестиции договорила македонската делегација, премиерот побара трпение, а јавноста, како што кажа, ќе ги дознае сите еден по еден во следниот период. Јас не бев статиста таму или по ходници да барам селфи со учесниците на Давос, туку бев активен учесник на 3 панели. И морам да кажам, бидејќи беа четам хаос, штета што не можеме да ги објавиме на моите говори, но сите беа проследени со аплауз со страна на присутните. Да речеме, на еден од тие панели до мене беше главниот извршен директор на АЕС, најголемата офшор американска енергетска компанија, чии што приходи се мерат во трилиони, илјадници милиарди. Лево од мене беше, да речеме, господинот Рајт, државниот секретар на Соединетите американски држави за енергија. До него беше главниот извршен директор на Светската енергетска агенција. За критиките од СДСМ и опозицијата дека владата ја носи земјава во меѓународна изолација и води антиевропска политика, Мицкоски вели не сака да коментира, но порача дека времето на дипломатија на свитка на кичма завршило. Нашата меѓународна активност, дали е изолирана или не, гледаат граѓаните, тие се тие кои што кажуваат на избори и тие се тие кои што го даваат својот глас, но можам само да кажам дека времето на дипломатијата на свитка на кичма и снисходливост на црвените дебели кирими помина. Сега е дипломатија која што носи реални резултати и дипломатија која што се бори и ги чува македонските национални интереси, инаку да, имав и ќе имам сега на Мюнхенската безбедносна конференција уште такви средби. Тет-а-тет средба со лидерот на ДУИ Ахмети ке има, ама некогаш, одговори премиерот, прашан дали и кога би седнал очи во очи со Ахмети, опција што беше спомената по лидерската средба. Овој став на Мицкоски доаѓа од како ДУИ ја откажа првично договорената поддршка за проектот Safe City и не гласаше за законот за прекршоци, ниту за народниот правобранител, кој сепак го доби мнозинството и потребниот бадентер во собранието.